Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Стефче Јакимовски и неговата градежна дружина сакаат бетонизација на Влае. Присвоиле и улица за висококатница. Да ја потсетиме јавноста што се обидуваше Стефче да протурка овде во Влае. Фирмата Apollo Engineering преку процес на приватизација дооформиле парцела во Влае. Во склоп на тоа и улица, каде претходно Стефче Јакимовски уцртал маркица за зграда. Во решението за приватизација пишува дека Apollo Engineering доставиле 2 геодетски елаборати во пропратната документација за приватизација. Точниот датум кога се доставени елаборатите не е наведен, но може да се види дека се изработени по донесување на деталниот урбанистички план. Едниот е изработен кон крајот на 2016 година, а другиот во 2017. Во оној од 2016 е наведено дека парцелите за кои се бара приватизација се дел од градежна парцела, предвидена во планот. Додека пак во оној од 2017 година се другите катастарски парцели кои ја сочинуваат градежната парцела. Една од парцелите за кои Apollo Engineering побарале приватизација е дел од улицата Есперанто овде пред Кино Влае. За приватизацијата Apollo Engineering платила само 285 денари за метар квадратен, или нешто повеќе од 3500 евра, затоа што добила намалување на цената за 35%. Неколку месеци по приватизацијата компанијата го продала целото земјиште на Јонче Спирковски, кој е собственик на Apollo Engineering. Во купопродажниот договор наведено е дека имотот е продаден за цена од 2.950.000 денари со вклучен ДДВ. Дупот за Влае, иако беше укинат од Уставниот суд, откако Стефче Јакимовски повторно дојде на местото градоначалник во 2021 година, тој го стави овој детален урбанистички план за Влае со 2 планирани висококатници повторно во процедура. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Стефче Јакимовски продолжува да ја турка бетонизацијата во Влае со сите сили. Затоа треба да се стави крај на ваквото делување. Во недела на 2 ноември со заокружување на бројот 9 за Сотир Лукровски. Ви благодарам.